Здраво на сите, четврта епизода на Socialize подкаст. Денес ќе имаме многу интересен гостин, Александар Динев е тука. Ќе видиме дали ќе сака да биде представен како контент креатор или инфлуенсер. И кога сме веќе на таа тема, да почнеме со тоа како прво прашање. Што е според тебе најголемата разлика помеѓу контент креатори и инфлуенсери? Како се гледаш ти во однос на тоа како те следат луѓето, бројката на луѓе што те следат, начинот на кој што функционира и за почеток како почна целава приказна да доеш до таму кај што си сега? Така, прво мило ми е на поканата, баш ми е драго што сум тука денес, дела четвртата епизода. Разликата помеѓу инфлуенсер и контент креатор, мислам, но е тенка границата, пошто искрено слични се многу, само што разликата е во тоа што контент креатор е некој кој што прави содржина, може би за клиенти како UGC контент, нешто во тој стил, кој прави содржина и ја дава на клиенти или ја објава каде што дали може би не се гледа идентитетот на личноста, дури да се гледа идентитетот на личноста, таа личност нема одредено влијание. Инфлуенсер од другата страна, е личност која што има голема маса на луѓе кои што го или ја следат истата таа личност. Пример, јас сметам себе си за инфлуенсер, затоа што ме следат доста луѓе и мислам дека, само за тоа што имам толкава публика, можам да имам влијание, самиот збор инфлуенс е влијание. Така што, генерално тоа, во однос на мојата приказна со инфлуенсерство и тоа како јас започнав, е доста интересна, затоа што, интересна. Јас како мал од сегаш сум сакал да бидам креативен. Значи, многу сакам да цртам, уште сакам тоа да го правам, да цртам, да пеам, да танцувам и така натаму. И почнав, кога го добив мојот прв телефон, да гледам YouTube. Значи, јас прво сакав да бидам ютубер, иако имам и YouTube, ама сега повеќе се фокусирам на другите социјални мрежи како TikTok и Instagram. И почнав да гледам ютубери и толку ми беше фасцинантно тоа дека некој може да си го документира целиот живот или активностите што ги прави преку ден и толку објавува и другите луѓе кои гледаат. И не знам зошто мене тоа ми беше забавно дури да го гледам. Иако мене не ми се случува тоа, сум као, оваа личност, не знам, отишла на одмор таму или не знам, излегла со другарки на кафе. Тоа е документирано. Не знам, некако се чувствуваш како да си дел од тоа. Да, и како да ти е другар или другарка личноста што ја гледаш. И си кажав, ајде јас сакам да пробам, зашто да не, и си седнав дома, со еден многу лош телефон со само задна камера, пробав да снимам со братовчетка ми, знам тогаш почнавме сами и не знам, некако најдов некоја бавина во тоа, можев на друг начин да изразувам мојата креативност, не само преку цртање, туку најдов друг извор на уметност, да кажам. И тоа ми беше многу неуспешно на почетокот. Значи, толку, не ни сакав ја да имам фоловерси или гледаност, само го правев тоа, зашто ми беше интересно. И после известно време, знам дека избришав се и пробав од поново, тогаш TikTok нели излезе, беше прво Musical.ly па стана TikTok. И така одеднаш се почна брзо и многу голем раст, добив на следбеници и гледаности се и еве ме денес тука. Колку мислиш дека автентичноста на секој човек, значи да биде баш тоа што е од внатре, влијае за тоа како ќе го перцепираат луѓето и колку ќе стане популарен? Многу. Мислам дека е многу важно да се разликуваме едни од други, затоа што искрено ако сите сме исти станува монотоно и така, не знам, некогаш кога ќе видам некој да ископира друг, не ми е интересен зашто веќе сум го видел тоа, истовремено као знам дека може и малку фейк ти личи. Да, така, баш фейк делова така. И немаш некоја конекција со таа личност и затоа и јас, не знам, тие луѓе што ги следам баш не се плашат да бидат своји. Исто тоа и јас се трудам да го практикувам, стварно да бидам свој и да си кажам тоа што си мислам, сега како тоа не е навредливо, тоа никако. Ама не се плашам да споделам мои предизвици, затоа што мислам дека баш тоа е дел од автентичноста. Баш тоа го прави некој човек, зашто сите ние имаме предизвици кога ќе ги споделиш, тие предизвици. Пресно правев операција, тоа го споделив цело тоа искуство и моите болки што сум ги имал, здравствени проблеми и така натаму и многу луѓе со тоа резонира и многу луѓе со тоа се поврза и успеав и да помогнам на многу луѓе затоа што ги пратив на истиот лекар каде што бев јас, што го имаат истиот проблем. Така што мислам дека е многу важно, многу. И позитивните, но и негативните работи да ги споделуваме за себе си со цел да
бидеме поблиски до луѓето. Ова е што не многу гледаат. убава тема. Сега прашањето ми е следно. Дали мислиш дека поради тоа што луѓето премногу пробуваат само да бидат позитивни, дека социјалните медиуми веќе влијаат многу негативно на менталното здравје на луѓето? Пошто отвараш социјални медиуми и само гледаш некој некаде сликан, некоја екзотична дестинација, сликан со кафето, good life, вака, така, онака, а поради тоа што се помалку и помалку луѓе зборат за негативни моменти на страдање, поминување низ тешки работи, дали тоа мислиш дека на другите луѓе што само следат, им ствара нереална слика за светот? Дефинитивно. Мислам, секој од нас, скоро секој од нас, сака да се представи себе си во најпозитивно светло. Искрено. Факт. И не мора, дури и сега тоа што кажав, нели, дека убаво да споделуваме предизвици, но не мора и се да споделуваме. Тоа Апсолутно. е исто така многу важно. Пример, некои работи кои што не се за споделување. Не мора, може би понатаму кога ќе собереме храброст или сила Кој да ги го isprocesirаме? така, тоа е многу важно, но од друга страна пак и се така да изгледа бајковито и се така да изгледа розово не е баш најдобро, затоа што јас на пример сум се ставал себе си во ситуации каде што се споредувам со други луѓе, што воопшто не е здраво, единствено споредба треба да правиме со себе и колку ние сме напреднале со нашиот живот, не знам, минатата година и оваа година, сваќаш. Но патиете сум се споредувал, дали физички, со мојот изглед, дали мојот живот, дали начинот на Успех. кој што живееме, Да. така, успехот исто така. И мислам дека најважно е да почнеме прво од себе и да сватиме дека тоа е нереално. Стварно, дури јас, ете колку и да зборам дека се трудам да бидам автентичен, ако снимам некое видео и ако нешто сгрешам и повеќе пати, пошто јас, например, ако снимам некое видео, повеќе пати ја повтарам истата реченица, дури не ми се допадне тоа што кажувам. Пак на некој начин не е толку многу автентично, ама иако зборам пример за некоја тема што ме предизвика, сваќаш, пак го сеќаваме тоа. Пак на пример и овој подкаст ние што збориме пак сецкано ако има пауза на момент, ако некој ова нешто нема да биде сгреше. сецкано. Нема да биде. Да, ова е completely raw, чисто да знаеш да ти окей. менаџирам очекувања веднаш. окей, значи Нема нема. репит тука, ова е fully authentic. Нема простор за грешка. Нема. Не, има простор. И сладко е кога има грешки, пошто луѓето ќе видат и ќе речат аха, ова е како што е. Ти текнува. Да, скрос. А иначе те разбирам, во однос на тоа што го кажуваш, тоа е веќе професионализам, пошто одреден дел од содржината што ја правиш, сакаш да изгледа професионално. Нема ништо лошо тука, поради тоа што е вака неформално се изразам, убаво е некогаш да си пицајзла, поради тоа што attention is in the detail. Значи најдобрите професионалци сите внимаваат на деталите, пошто деталите го прават, како да кажам, крајниот резултат многу подобар, пошто тој што не се замара со ништо, изгледа автентично, да, меѓутоа зависи ако ти е битна тема. Ако ти е некоја колаборација која што треба да ти донесе нешто, убаво е да го правиш тоа што го правиш, тоа не е лошо, тоа е само одлика на професионализам. Так. Работата е да убаво да разграничуваме што е професионализам, што е нешто искрено што сакаме да го споделиме, raw unfiltered, и што е тоа што, нели, можеби во идниот ти носи пари, ти е дел како работа. Тука е следното прашање, дали од толку многу што имаш навлезано во ова, веќе го осекаш дека ти е работа, или се уште ти е некој микс помеѓу го терам добар дел професионално, другиот дел го терам само за мене, за да покажам кој сум и јас креативно да се изразам. Водам некој баланс, искрено. Ама е тешко. Многу, затоа што многу поинаква е перцепцијата кога нешто што ти е хоби и што ти е така, не знам, мерак да го правиш, ќе ти стане работа. Веќе има многу по друга тежина и знаеш дека окей, this is it, ова е тоа што сакам да го правам, дали до крајот на животот, дали периодично, било што и да е, и морам да живеам. Мислам, секој од нас работи за пари, некогаш може да ти ствара тоа претисок. Сека, окей, ако не го стигнам ова, клиентот ќе се налоти, може и да го раскине договорот, може и, не знам, да добијам некој пенал, да ме носат на суд. Не знаеш, има секакви ситуации, може да те тужи некој. И знаеш, сум као, окей, морам да завршам ова видео затоа што морам, не затоа што сакам, затоа што морам. Може би имам некогаш, не знам, тешка недела, тежок ден и не сакаш едноставно, не ти се работи. Било која да е работа, сите имаме такви денови. Апсолутно. Мора Ова да е многу признаеме. здрав муабет, така Да. е. Ама треба да се комуницира. Треба, многу е важно и некогаш дури кога стварно е било ептен тешко, сум знаел баш тоа што спомна да комуницирам со клиенти да кажам види ова се случува, стварно нема да стигнам видеова, стварно нема да стигнам содржинава, било што и да, или да стигнам на настанот. Како можам ова да го поправам? Дали може, или ќе дадам предлог за друга дата да се објави, или ќе дадам предлог како поинаку да возвратам на тоа што би било недостиг, ајде Тоа е да многу кажем. фер. Види, Да. мислам дека отворена комуникација е нешто што многу фали
и во наше воопштество и генерално, луѓето толку многу што сакаат да бидат перфекционисти во одредени работи, а ги мерат сите зборови, не се искрени, не кажуваат што всушност мислат и на крај кога доја ситуација да има проблем, проблемот е толку голем што оди нуклеарно, тоа е веќе нема враќање назад. Ова е многу здраво што го зборуваш и тоа е една порака што дефинитивно треба да праќаме пред сите што го гледаат подкастот, пред сите што ги гледаат твоите видеа или било што, дека има периоди кога што треба да се побара помош. Многу е тешко кога си успеал сам во животот и навикнат си дека си сам и мислиш дека ако си сам, дека никогаш нема никој тука за тебе. Многу е тешко да се побара помош, а уствари кога ќе побараш помош, многу брзо сваќаш дека има еден тон луѓе за кои што не си бил свесен, кои што се тука во некоја заедница да ти помогнат. И тие искрени муабети и слично се многу битни. Апропо тоа, дали некојаш што како да кажам се чувствуваш дека веќе одиш на моменти кон бърнаут од премногу притисок што дури сам себе си ставаш. Ме погоди во душа со прашањето. I can smell it. Да, знаеш ли колку пати си има тоа случајно? Мислам, доста пати, некогаш е било ептено онака сериозно, некогаш не до толку, траело, пример, не знам бе, недела и пол, некогаш траело месец, два, 3, и знаеш со сила ги правиш работите, што е многу онака тешко ми ова да го кажам, ама стварно кога стварно ти станува само работа и гледаш, немаш, знаеш, ја губиш таа креативност, си како клиентот, ова се работа, она треба, договор, состанок, ова, оно, и знаеш како ти доаѓа, мислам, не сакам ова да звучи како да не сум благодарен, јас сум преблагодарен за се, буквално за се што имам. Само си човек. Да, само сум човек и стварно некогаш капацитетите се тоа, што се, не можам некогаш повеќе од тоа. И начинот на кој што тоа го решив, што најдов решение, почнав да ангажирам луѓе кои што ми помагаат и работат за мене. Значи ти треба тим. Да. Тоа беше клучно за мене. Снимател, едитор, Многу битно. Да, многу. Мене, например, снимањето не ми одзема толку многу време. А медитирањето не е за фрканција. Што збориш? Треба си креативен, најновите трендови да ги знаеш како да измиксаш, да го изгледаш целото за да можеш некоја убава целина да направиш, за да изгледа финалниот продукт професионален. Оно што го зборевме претходно, така. Да. Едно е ти да отидеш и супер ќе изгледа тоа, ќе изгледа автентично, ќе изгледа се, меѓутоа ако е крајен продукт и изгледа многу подобро, одма и влијанието е подобро. Мислам, сам си гледал онакви before и after и сечот си убаво клипче, ништо посебно, и убаво клипче со кадри од други видеа, со убав титул, со се, со транзиции. Со оверлес, такви работи. Тоа е, одма по-професионално изгледа. Меѓутоа, дали е реалноста дека можеш секое можно видео да го изфрлаш во тој стил? Невозможно е. Или ќе се газам со дедлайни што ги имам, или онака некогаш објавуваме видео кој што не целосно сум можел да се фокусирам и да вложам целосен труд. И мислам дека и тоа е окей, тоа не значи дека јас не сум квалитетен контент креатор / инфлуенсер, туку едноставно некогаш морам да објавам порано што некој клиент бара така. Или јас чувствувам дека не знам за некоја тема ако зборам што е релевантно моментов, мора да објавам сега и објавувам сега. Има различни медиуми каде што не треба да вложиш толку многу, пример во однос на монтирање, пример лайвстрим да правиш. Да. Тоа е straight forward. Да, баш е така raw. Исто и како и подкастов, знаеш, и тие се убави начини, убави медиуми како можеш ти да се запознаеш со публиката и она да те запознае тебе. Ама пак јас правам short form контент, знаеш, тие кратки видеи мора да држам внимание и сум секој детал ми мене важен, знаеш, кога анализирам. Тука е прашањето. Колку е тешко, иако луѓето мислат дека е лесно, да правиш short form контент? Знаеш, малце е иронично затоа што се пократки видеа. А 10 пати повеќе напор треба. Да, види. Проблемот е во тоа што вниманието наше е многу кратко, особено кај младите. И верувале или не, мене некогаш некој Reels видео, некој TikTok видео ми треба над 9 часа да го измонтирам. Апсолутно. А видеото трае минута и пол. Да. Значи, како? И сега ти ставаш текст, ставаш некоја слика транзиција, па музиката треба да ја погодиш. Па дали е трендинг, па ако е трендинг, дали одговара на твоето видео? Па хукот кој да биде, па леле, тоа е. Дали идеме во overthinking кога правиме контент на моменти? Зависи што. Мислам на почетокот за твој контент зборам. Океј, за мој контент. Она што ти го правиш за кејф.
Види вака, кога е некоја видео кој што обично го правам, пример, дали е влог, дали е некој скеч, дали нешто такво, што ми е веќе познато и сум го правил, не до толку. Ама ако сакам да истражам некоја нова територија, пример, ако сакам... Тоа е веќе учење нови работи. Да, тука веќе овертинкинг, сум као, чекај вака, ама ова. И знаеш што неко? Откако ќе заврши овертинкингот, ќе направам видеото се и ми текнеш, требаш ова да го направам. Како не ми текну тој момент? Види, убавината на новата, како да кажам, форма на комуникација, што е преку видео, особено на социјалните медиуми, е дека и да утнеш нешто, можеш нареден пат да бидеш подобар и се. Например, еве сега ќе ти дам еден пример од лично искуство во однос на пишување на книги, романи, се овона. Кога ќе напишеш роман, кога ќе излезе во печат, толку е. Нема do-over, нема ништо друго. И кога ќе излезе, има една многу убава изрека од еден многу познат писател, меѓутоа не ми текна во моментот на името, вика: кога пишуваш, пишувај за себе. Тоа е една форма на изразување. Кога ќе го напишеш и кога го пуштиш во етер, кога ќе го даеш, нели, комерцијално да се продава и се, тоа веќе не е твое. Бидејќи секој што ќе го отвори, ќе го види, ќе го прочита и ќе го изанализира на негов собствен начин низ тоа што тој поминува. И автоматски тоа дело не е веќе твое дело. Веќе си го дал на светот. Истото може да се аплицира, ако сакаш, и за социјал медија, и за кратки видеа и слично. Ти преразмислуваш тоа дали е доволно добро и нешто што за тебе не е доволно добро, некои баш тие мали ситни мани многу ќе резонираат со него, бидејќи можеби поминува ни слична работа. Колку е сега битно и поддршка да си има од заедницата на другите контент креатори и инфлуенсери во една средина како Македонија, колку е битно да добиваш поддршка од другите и да даваш поддршка од другите. Дали тоа се случува кај нас или не толку многу? Се случува. Мислам, поддршка, јас сигурно сум спремен да дадам на било кој и не можам да кажам дека не добивам. Стварно, и од јавни личности, да, многу убава, и од јавни личности, и од инфлуенсери, пејачи, глумци, било што и дако, стварно луѓето, но е важно да се почитуваат меѓусебно и драго ми што сум на позиција каде што имам и такви контакти и блиски луѓе кои што ме поддржуваат и се. И пример, мене многу ми е берак ми е, кеф ми е, пример, некој да му помогнам со нешто. Јас, настрана сето ова, многу пати сум менторирал луѓе за како правам јас контент и им помагам како они можат да го прати со, пошто ако јас сум имал успешна приказна, зошто да не помогнам на некој друг? Мислам дека е убаво да го шириме пазарот и убаво да имаме се повеќе и повеќе квалитетни луѓе кои што креираат содржина, музика, било што мислам, ја музика не сум специјалист или нешто такво, ама сакаш и уживаш. Да. Така. Ако имам некоја сугестија, ако некој е отворен да го слушне тоа, јас сум секогаш спремен тоа да го пренесам. Мислам дека пренесувањето на нашето знаење е многу убаво нешто. Види, тоа ти е целта за која што си ставен на овој свет, така? И кога ќе се ја најдеш целта, кога ќе сватиш што е тоа што сакаш да го правиш во животот, многу е полесно после тоа да го сработиш, пошто тогаш веќе не ти е товар, не ти е, како да кажам, нешто што ти е наметнато, кога доаѓа од внатре, е многу лесно. И сега кога го споделиш тоа и кога ќе видиш дека ти некому си помогнал и дека тој некој утре може и поуспешен од тебе да стане, ако си навистина човек, ќе се радуваш на тоа, а нема да се споредуваш. Оно што го кажа претходно. Ако се споредуваме сами со себе, само може да излеземе подобра верзија од нас. Скроз. Што еве, например, младиве, особено пошто те претпоставам дека те следат и доста помлади луѓе, што е тоа што како коментари позитивни добиваш од нив? Дали има нешто интересно во коментарите, дали се пронаоѓаат, дали како функционираат сето тоа? Да имаш толку млада публика. Да, значи, буквално имам многу секакви коментари, позитивни, мислам и негативни, тоа нормално, ама позитивните онака, мислам, се трудам да не читам толку многу коментари, ама кога ќе отворам, кога ќе забележам некој коментари, аптен ми се топи душата. Има коментари кои што, не знам, се пронаоѓаат во тоа што го зборам. Пример, ако е било нешто интересно што ми се случило, сум го споделил, као некој знае да коментира, леле, ова мене ми се случи, или човек исти сме, или не знам, многу ми се допаѓа кога има некој relatability. Да, кој има баш која се поврзува некој со тоа што го правиш. Така, ама настрана коментари, да знаеш тоа, така го читаш све убаво, ама уживо. Леле, тоа чувство јас не можам да го... Ти приоѓаат вака во живо луѓе?
цело време, кога и да излезам, мислам, нема пропуст, освен ако не сум надвор од државата. Мада си имаш и случајно, кога бев и у Барселона луѓе да ми придат. Озбилно? Да, вика, Тоа е mind blowing. Да, јас бев у шок. Знаеш, пошто некад кога ќе одиш некаде надвор од Македонија, се осеќаш така малце полабава, не си толку многу self-aware, не гледаш што случува доколу, пошто реално јас примеќам многу ствари, ти кажав, многу сум таков параноичен, поради може и лоши искуства и така нешто си лабав. Јас не замарав толку многу и ми доаѓа еден човек, би кажал, беше возрастен, 30 и нешто години, и ми вика, а вака со акцент ми изборуваше: "Здраво, јас сум..." Знаеш, така ми изборуваше. Диаспора. Да, јас живеам во Малта, ама сум од Македонија и тука сум на одмор. Ја како гледам и Викаш браво. Викам браво. И вика, јас тебе те знам од TikTok. И вика, what? Тоа е ненормално. Баш бев со девојка ми со Ева и вака се гледам, викам, чок, дали викам видео што ми се случува? Бе вика, да, тоа е ненормално. И свегаш колку е мал светот уствари. Да, прекул, пребави искуства. И мајките, кога ми доаѓаат мајко ќе ми кажат: "Леле, бе, мојот син или мојата керка многу те сака, дај едно селфи или само тебе им дозволам да те гледаат." И сум, oh my god. Види, рачунај каква тежина има сега тоа, дека они процениле дека твојата содржина е на место и дека они сакаат нивните деца да ја гледаат таа содржина пошто дава добра вредност. Тоа е многу битно. Тоа е многу убаво да го сватиш за себе. И ги збореше сите овие позитивни работи, нели, пошто се зборуваме отворено, ги зборуваме и негативните работи. Сайбербулинг, лоши коментари, негативни коментари. Како се справуваш тоа со тоа ти, како треба другите се справуваат, што е некој совет што може да им дадеш на луѓе кои што ќе прочитаат некои коментари, едноставно ќе ги уништи. Јас мислам дека многу варира тоа од личност до личност. Можам да споделам од моје лично искуство. Искрено, на почетокот, пред 6 години кога почнав, не ми се верува дека 6 години помина, сега во април правев 6. Честито. Thank you. Да се множат и кај тебе. Кога почнав, мислам дека буквално до збор се си ставав на душа. Зашто реално тоа ми беше непознато. Мислам, јас се случав како мал со доста булинг така во училиште, другарчиња, другарки знаат така да ми се исмеват најмногу поради мојата тежина, пошто бев доста така крупничко. Крупно, ама сладко. Дете со апетит, што да кажам. Уште си го имам апетитот, да. И но така кога почнав на социјалните мрежи, кога почнаа и сите онлайн да ме хейтат, да ми пишуваат такви лоши коментари, јас си помислив дека светот е против мене. Си кажав, леле, дали јас сум стварно ова што луѓето го кажуваат за мене, дали стварно јас сум, не знам, лоша личност или не знам, глупав, дебел, грозен, било што и да ми коментира, знаеш, многу разни. Знаеш дека тоа е нивна проекција, дека они така се гледаат па сакаат да проектираат на тебе. Тоа го сватив, но ми требаше време, многу. Па добро, млад си, ма брзо си го сватил, хвала да ти. Пати. Браво. И многу пати така, дури ако некој работи ми беа мене несигурно, се пронаоѓа во тие коментари и бев кај стварно. И имаше периоди кај што јас се затворив целосно дома, не излегував, не зборував со луѓе, па и корона фати тогаш, па уште полошо беше, сите беа дома, сите уште повеќе беа посилни на тастатура. И знам дека дојде момент каде што си кажав, види вака, Александар, пошто многу често сам со себе си зборувам и пред огледало, мислам дека тоа е здраво. Многу. Си кажав, види Александар, било што и да е, било кој што и да каже, знаеш дека имаш луѓе во твојот живот кои што те сакаат. Имаш луѓе кои што те почитуваат. Дали онлайн, дали офлайн, тука се. Мислам, ненормално е толку многу луѓе да кликнале follow, да те заследиле, да ти лајкнуваат видеа и ти сега да се замараш за другите помал процент на луѓе кои што помал. Да, кои што коментираат така лоши работи, ти се пронаоѓаш. Види колку добри работи има за тебе, а ти гледаш еден негативен коментар и веднаш право се фаќаш за тоа. Зашто тоа е тоа што боли са на почеток. Тоа е нормално. Да. И сега како да го врзам овој совет мој за другиве што слушаат и гледаат. Многу е важно да почне со некоја своја journey, со своја некоја авантура, со пронаоѓање на себе си. Многу е важно. И сакање себе си. И сакање себе си, дефинитивно. Кога почнав да правам работи кои што ме прават мене, тоа што сум јас, кога престанав да се плашам да бидам свој,
почнав толку многу љубов да си пружам кон себе, толку многу да се грижам за себе и за моето здравје, психичко, физичко, почнав да го негувам моето тело, мојот ум, буквално се. Правев се што беше од мој бенефит за јас да бидам поздрава и подобра личност. Се со цел да имам здраве мисли. Мислам, тоа најмногу ми донесе сигурност во себе и кога ќе прочитав некој коментар, веќе ми стана смешно. Бев као, хаха, окей, кул, биди креативен следен пат, кога не ме допре ова, сегаш, по цело време истите коментари реално се вртат. Плюс фактот дека јас сум доста, како карактер, сум многу нежен. Јас таков сум, љубезен сум, дружелюбив, нежен и тоа многу луѓето го гледат како моја слабост и знаат да коментираат многу лоши работи за тоа. Тоа е ствари најголема доблест. Тоа е и најголема сила, пошто треба сила да бидеш тој што си и да си автентичен и истовремено да не им мислиш лошо на другите. Тоа го прават силни луѓе, слаби луѓе коментираат за тоа како изгледаат другите, што прават другите, пошто тоа се нивни несигурности кои што ги проектираат надвор. И тоа е сосема нормално. Така. Дефинитивно станува збор за несигурност, но би кажал дека и долго време така поминав анализирајќи на зошто ствари тие луѓе тоа го прават и сватив дека дури на тежок ден кога ми и мене и кога не знам дали некој близо ќе почине или некој ситуација ми се случува, да многу тежок период кога доаѓа, некои луѓе едноставно така се спроват. Не дека тоа го оправдувам во никој случај. Ама го разбирам. И затоа и некогаш моето гледиште на работите е настрана тоа дали некој ми љубомори, дали некој не знам ми завидува било што и да, си кажам, окей, можеби оваа личност имала лош ден или изгубила некоја блиска личност. Мора и тој дел да не се воспостави, затоа што колку и да мене треба луѓето, не знам, да имаат разбирање спрема мене дека можеби јас тие коментари не ги заслужувам, треба да имаме толку и за спротивната страна. Затоа што се доаѓа од некои трауми, од некои несигурности. Се тоа има причина. Никој од нас не е туку така кажува нешто лошо за некој. Ја овде многу ќе те пофалам, пошто ова е следното ниво на емпатија и емотивна интелигенција кој што си ја достигнал ти, сериозно, поради тоа што каде луѓето најчесто ја прават грешката? Мислат дека ако си емпатичен, треба да се соживуваш со болката на другите. Напротив, разбирањето е највисокиот степен на емпатија. Значи, јас треба да разберам дека можеби ти имаш лош ден, за да те разберам од кај ти е коментарот, за да не си го земам јас при срце, пошто тој коментар е од тебе и е поврзан со тебе, а не е поврзан со мене. Во конфликти, секој пат, ако ја разбираш другата страна, многу полесно можеш да дојдеш до разрешување на конфликтот, така. Зашто во спротивно таа страна ќе те тригерне тебе, да кажеш и ти нешто што не мислиш, и тоа веќе нема крај. Тоа е еден, како да кажем, кога да играш пинг-понг напред-назад и нема крај. Во еден endless loop влегуваш. Ова ти што го зборуваш е многу битно. И луѓето треба да почнат да прават дистинкција помеѓу што значи да се соживувам со некој што поминува низ тежок период, наспроти да го разберам и да му дам помош. Например, едно од работите што е доста битна е, особено онлайн, е да не влегуваш во некои ниски комуникации, пошто едноставно нема решение од тоа. Еве, коментари ти што ги спомнуваш што се негативни. Замисли ти на сите тие коментари да си враќал и да си комуницирал. Како ќе било твоето ментално здравје ако го правиш тоа? Да. Нарушено скроз би било нарушено. Да. Се трудам да имам разбирање, дури некогаш и позитивно враќам на некои коментари. Ако примеќам, ако е конструктивна критика, јас тоа можам да го прифатам. Искрени да бидеме. Добро. И многу луѓе не можат и да тоа направат. И тоа не може да направат разлика помеѓу тие две работи. Друга е некој да навредиш, друга е некој да му кажеш, види ова што го направи, не чини. Пример, ако сум кажал нешто што не требало. Или не знам, сум направил нешто кога не знам, не сум измонтирал нешто добро. Глуп пример, ама ета. Пример, доволен, добар. Да. Види, овој ефект што си оставил малце така не одговара на тема, на вајбот, така. Ај следен пат пробај вака. Па ќе пробам, зашто да не? Знаеш, тоа е конструктивна критика. И на тоа ако вратиш позитивно, можеби ќе свичнеш некој од тоа да ти бил под наводници до некаде хейтер, да ти стане дури фан, пошто кажува овој човек го слуша моето мислење. I'm relevant enough. Така? Да, аме дури на хейтер, што и таму поминува некојаш. Да, знае некој да пише као, не знам, ти посакувам тој. И јас само ќе напишам, јас ти посакувам убав ден.
И после ќе леле извини или ќе ми пишуваат долги реферати у Ке порака. се правдаат. Како леле извини, стварно не знам зашто тоа го направив, као се каам, стварно прости ми, нешто. Знаеш, некогаш треба само со добро да вратиме. Значи да резимираме, на сайбербулинг или не се враќа ако некој е премногу негативен и агресивен и напаѓа, или се враќа со позитивно за да видиш дали можеш да му смениш ден на некој. Или пријавуваш ако Ако е надвор од контекст. overboard, ако е ептен нешто не во ред, да. Треба луѓето исто така, апсолутно се слагам, треба ако некој е агресивен и насилник спрема тебе, треба дефинитивно да го пријавиш таму каде што треба. Пријавиш, блокнеш било што и да, нешто Да, што. блокот излезе од рајот. Нема. Тоа да, Нема подобро нешто. нема. Кога правиме муабет сега за начинот на кој што функционираат алгоритмите и начинот на кој што функционираат социјалните мрежи, што еве по тебе во однос на Инстаграм, ТикТок, на сите овие канали, кој канал најмногу те лежи и зошто? TikTok. Така. TikTok е мојата технички втора љубов, ама прва би кажал, пошто YouTubeот ми беше прва, ама TikTokот почна се за мене. Поради TikTokот сум тука каде што сум денес. Плюс алгоритмот е толку многу, не знам, добар и толку Неверојатно многу- добар. Да, многу лесно може некој да стане вирален, мислам со добра стратегија и се тоа. Не мора и да си ептен до толку многу добар, ама пак те гура алгоритмот, пошто не знам, многу ми се допаѓа TikTokот. Затоа и разликата во следбеници на TikTok и на Instagram ми е драстична. Ама дали од TikTok имаш на пример и следбеници од други држави? Пошто алгоритмот турка секаде. Да, најмногу од Балканот, кои Така? што го разбираат јазикот, пошто сум имал многу видеа кои што станале вирални. Во Србија на пример. Да, Бугарија, Србија. И Бугарија дури, Босна, браво. Да, Оу, не, браво. околниве држави сите. Сите, така? Да, дури некои видеа што ми биле така, не знам на англиски, нешто напишано или сум зборал на англиски, стигнале и Америка. Оу, тоа е многу Да, интересно. ама тоа на почетокот. Баш Добро, кога да. почнав, да. Имав видео кое што буквално ми донесе 100.000 следбеници. Едно. Едно видео. Ај сега на таа тема. Кој е првото видео што те лансираше тебе во популарност? Значи, сега ако одиш на мојот TikTok профил има као опција како таб, кликаш most popular и ти ја дава како најпопуларно видео. Тоа е тоа видео уште е најпопуларно? Уште е најпопуларно. Има над 4 милиони, скоро 5 милиони прегледи, што е Вау. ненормална бројка, Да. и скоро пола милион лајкови. Видеото знаеш ли што е? Не. Значи, многу е, сега ќе се сетам, многу е така смешно е и, знаеш, не толку многу специјално видео за кое што ми требало да го снимам 15 минути. И сега се враќаме монтираш видео по 9 сати. Да, ама Да сним... ти ја направам паралелно. Да. Да те подсетам. Така, снимање и монтирање ми траело 15 минути. И сум го снимал, монтирал и објавил во истиот тој момент. Да. Видеото е некоја песна што беше тогаш тренд, вика I could be red or I could be yellow. Знам. Ја знаеш? Така ја знам. И ја така знам. нешто со бој се правеше. И, А пред колку време ова извини? пред 2 5 години, А, 5. 5. Тогаш беше популарната. Да. Со различен пич на пеење. Така некако беше, Да. не знам. И јас вака правам со рацете, I could be red, I could be yellow. И како го правам ова, се појавуваат као црвени емоџиња, или ред емоџиња, yellow емоџиња. И вака нешто по писната ја ги правам емоџињата на екран. И толку. И тоа е толку. видеото. Да, и само го објавам и знам. Да, ама е многу simple и relatable. Не знам како е relatable искрено. Не знам. На песната, на музиката, На сваќаш. музиката, да, со гледачот не верувам. Па ама не, со со гледачот музиката, да, забавна да. содржина. Ти текнува. Да, и бев као, го бев, а знам тогаш, на татко ми нешто, работев со татко ми, нешто му помагав и одев кај него да работам, знаеш, летно време, нешто плюс денар минус, нешто, знаеш, дете, нема пари, знаеш, сам не заработував, знаеш. Да. И работев кај татко ми и нешто си, нам вечерта го објави видеото, не ни, сега калкулирам колку сат објавам, тогаш не ни мислев, не знам. Да, ставаш и оставаш телефонот, и не се замараш. 2 сата бајле мислам дека беше. Да. Го објавив. Сигурно се бајле, ништо не има време, знам доцнав на работа со татко ми, отидовме, и знаеш, ова на работа се, и на кај 3 часот, Отвараш нотификации. сиднавме да јадеме, и јас вклучувам интернет. Телефонот почна грррр да прави цели нотификации, јас бев како, воу, што се случува? Отварам TikTok, You broke the internet. толе пишува над 20.000 следбеници.
И јас само вака стојам, јас почнувам се тресам и татко ми не разбираше Да, тогаш. како шо ти е бе? Шо ти е бе, дете, шо бре? Што се потресуваш? Тато, станав популарен, и беше како... И те гледа бледо. Ка, окей. Сам како, Дора и Уреду. јади треба да влеземе да работиме, како, you know. И ја цел ден толку бев среќен, толку значи радосен. Се враќам дома, гледам, значи акаунтот експлодира. Тогаш не замислам дека имав 6.000 или 10.000 следбеници, не сум сигурен. Стигнав толку многу брзо до 30. И цела недела јас добивав по 10.000, по 20.000 следбеници од тоа едно видео. Во една недела јас качив 100.000 следбеници. Едно видео. Од едно видео, мене тогаш ми се промени буквално, од тој момент ми се промени цел живот. Тоа е ненормално, како може едно видео толку многу да влијае на нечи живот. Стварно. Да. И сега е едно тешко прашање, поради тоа што алгоритмот на TikTok баш е направен за да турка квалитетна содржина, баш кај тие што сакаат да ја видат. Што правиме? Еве, хипотетички утре го нема TikTok. Колку мајндсетот тебе за создавање содржина ти е адаптибилен за веднаш да се прилагодиш на другите мрежи? И дали мислиш дека тој што стварно знае тоа што го работи, дека не му е битен толку алгоритмот, откога ќе стекне самодоверба и ќе направи искуство за да може да успее секаде? Што е тешко прашање малку. Да. Не сум размислувал на ова, мај on the spot ќе размислам. Убаво е, пак ќе кажам, балансот е битен за се. Не можеш па само ти да бидеш скроз најсигурен во себе и ајде да објавуваш, а тоа никој да не му биде гајле. Може јас сум сигурен во себе, не знам да зборувам, сигурен сум да зборувам за чаши, еве чашава, знам специјалист сум у чаши, го објавувам тоа. Може би голем дел од луѓето не ги интересираат чаши. Искрено, има ниша на луѓе кои што ги интересира тоа, но лимитиран пазар, лимитирана публика. Ма дали може би поинтересно е тие да го слушнат тоа што треба да го слушнат, отколку цел свет да слуша се и се што? Зависи која ти е целта, искрено. Ако сакам утре да продавам чаши, квалитетни чаши, тогаш така. Да. Но ако сакам јас да допрам до повеќе луѓе, да бидам така близок со публиката, чисто јас како персона, Така е. тогаш важно е да бидам, да зборам за работи кои што мене ми се важни, но истовремено кои што знам дека на публиката им се важни, односно самата публика е алгоритмот, реално. Колку можеш некој повеќе да задржиш да ти го изгледа видео во колку повеќе секунди, толку повеќе TikTok, Instagram, YouTube, било што е да ќе се каже, окей, на луѓето ги интересира ова видео, ајде ќе отурнеме на повеќе луѓе. Пошто реално нив целта им е да те држат на платформата најмногу што е можно. Така. Зашто знаеш како викаат, ако платформата не монетизира, не прави пари од тебе, ти да плаќаш нешто, тогаш ти си платформата, пошто ти правиш содржина, ти ја популаризираш и ти си уствари продуктот. Јеп. Освен сега нели моментов што Мета стави момент за verified, па да треба да си плаќаш уште еден момент да прават пари и слично, или прават од реклами, или ти плаќаш нешто, некој некогаш плаќа, нема фри ланч. Уште малци воздухот ќе оплатиме, окей. Види, ама барем живееме во време каде што од тоа што сме креативни и тоа што сакаме да го правиме со кејф, можеме да живееме вака или онака. Не е лесно, така е, не е лесно. Меѓутоа, замисли ти да работиш некоја работа, ти како креативен човек, да работиш некоја работа која што ја работиш за плата, тоа е супер, ама те убива бидејќи не можеш да се изразиш на начин на кој што сакаш. Сум бил во такви ситуации. И? Скоро се согласувам. Како се справувал? Не, кога ти се врзани рацете, тоа е невкусно чувство. Пошто знам на почетокот кога се преселив тука, сакав, знаеш, ти доаѓаат понуди од секоја страна и бев сакам, пошто сум, така да кажам, нова возрастна личност, знаеш, ново ми е све, само што наполнив 18 години се преселив тука, пошто јас не сум од Скопје, од Валандово сум. Општина Валандова. И знаеш, дојдов тука и бев сакам да соберам искуство од секоја можна страна, секоја можно поле, за да можам да го пипам пазарот, да знам што можам да очекувам. Па и што сакаш? И што сакам, така. И работев едно време како дигитален маркетер за една компанија, нема да именувам, мислам, самото тоа искуство многу ме научи, многу работи ме научи, ама толку многу не сакав да бидам таму, толку многу тој 9 to 5 момент, ме изморуваше психички. А кога работиш креативна работа, тоа нема сега, од 9 до 5 јас ќе бидам креативен. Не, јас буквално у 3 саат, вчера заглавив до 3,
сабајле, Пошто си бил инспириран. да, Така. и да завршам работи кои што, знаеш, моментот ми дошле. И, знаеш, тоа нема свич, што кажа. Кога ти доаѓа моментот и тоа е тоа. Или кога те притиска рок некогаш. Под притисок, нели, прокрастинираш цело време, одлагаш, на oh shit, морам сега и нагло стануваш креативен. Да, некаде Поради притисокот. Така и под притисокот некогаш знам да така најубавите работи се родат и тогаш да се створат. Да, ма сакаш да бидеш свој и сакаш да располагаш со своето време. Yes. И тоа е одлика на некој што го работи во што го работиш ти и исто така во иднина, чисто како совет, е одлика на тој што е предприемач и што сака да створи нешто свое. Така да кога имаш некоја добра идеја за некаква фирма, за некаков производ, за нешто што е како за тебе добро скроено, топло ти препорачувам да го пробаш без страф, поради тоа што ако си успеал во ова, ќе успееш во нешто друго. Очигледно не се плашиш од неуспех. Кога не се плашиш од неуспех, можеш само да научиш и колку повеќе имаш неуспех, толку повеќе ќе имаш успех како со видеово. Видеово ти е еклатантен пример за тоа. Нема, се случува преку ноќ и затоа сите го бркаат она чувство на звезда преку ноќ, а за звезда преку ноќ треба минат труд. Години, претходно сум снимал, знаеш, ништо не ми успевало, знаеш, и после некоја време така се делува како да е преку ноќ, ама позадински сум вложил многу време, труд за да научам како да дојдам до тоа видео кој што ќе ме направи вирален. Можеби не е некој специјално видео, ама ета не треба да биде. It did its job. Да, не треба да биде, многу едноставно тоа. Да, ајде да кажеме дека веќе работам на нешто мое и не се плашам од неуспех. Те прочитав. Да, многу пати не сум успел во животот и тоа сум го споделувал. Така што и дури тоа да не успе, зашто и сум имал неколку обиди да направам некои работи, имав некои идеи за собствен продукт, но ете не помина мојот питчинг и так. Ке си го направиш сам? Да. Ама окей. Многу е битно да имаш околу тебе луѓе кои што те разбираат, кои што веруваат во тебе, кои што треба да ти бидат поддршка и едно правило што им го кажувам на сите, работи тоа во кое што си најдобар. За се друго, иако си добар, иако те бива, ангажирај некој кој што е исто така најдобар, со таа синергија нема шанси да не успеат. Ова ти што го збориш дека си земал тим околу тебе, колку повеќе успеваш, шири го тимот, гледај го тимот да има независност во работење, да им се меша и ти во работата, меѓутоа истовремено гледај тоа да се луѓе кои што те поддржуваат тебе и те туркаат напред. Пошто некогаш и тебе нема да ти биде денот, ама ако имаш некој позитивен околу тебе те рече, ајде, можеме денеска, стисни заби ќе истераме, многу е битно. Скрос. За крај едно прашање. Што е тоа што би им препорачал на млади луѓе кои што сакаат да почнат да се занимаваат со ова? Кој е најдобар совет кој што би им го дал ти? Пробај, не знам зашто толку многу голем страв постои. Многу луѓе, инаку нели ти кажав, менторирам луѓе, многу луѓе ми доаѓаат и ми кажуваат: "Леле, па јас сакам да снимам, ама се срамам или што ќе кажат луѓето, не знам како сум како." Дали сериозно, ако нешто доволно сакаш, ќе го направиш. Изгледа не сакаш доволно. Сваќаш, јас сум сакал премногу ова да го правам и не ми ни било никој не туркал, така? Никој, буквално. Не сум мислел на ова дека ќе ми стане утре задутре работа и хоби во едно. Ако не сум мислел дека можам од ова да заработувам, не знаев дека луѓето прават пари од ова. И сум пробал така невино и сум пребродил све, пошто многу пати сум бил на ивица, буквално на толку близко да се откажам. Ама не, пошто сум верувал во ова, сум верувал во мојата визија. Така што најважно е, ако не си сигурен во нешто, ако особено е ова, да размислиш прво убаво, да седнеш со себе си, така да си поразговараш пред огледало и да се прашаш дали стварно го сакаш тоа. Прво. Второ, да бидеш спремен или спремна на сите жртви кои што ќе ги направиш, затоа што еве чисто како инфо, приватноста. Чао, пријатно. Обврските уште повеќе ќе ги има, особено ако си успешен во тоа. Очекувањето од луѓе, негативни коментари, малтретирање некогаш физички или психички на улица, пошто и тоа се случувало. Некогаш жалама, да, тоа е вистина. Тоа е вистината. Ти си свој газда, ти си одредуваш све и ако нешто пропадне, немаш на кој да се потврдиш освен на себе.
и освен ако немаш тим. Така што се доаѓа од том потом. Јас кога слушав некој да каже, омага, као тимот и јас, и сум као, омага, тим има, или као, знаеш, на почеток многу така делува кога да е нешто недостижно. Фенси. Фенси делува, да, ама... Неопходно. Да. Луѓето ќе ги најдеш, ќе мешај се околу луѓе, збори со луѓе кои што се во истата индустрија, ако можеш некако. Познавам луѓе што пробале најразлични начини да допрат до мене или до колеги за да можат да научат повеќе, и тоа е најбавото нешто. Кога некој е упорен и знае што сака и нема страв да проба, дури и да не успее. Нема ништо срамно во тоа. Си пробал. И тоа е најголемиот успех, да пробаш, да се избориш со самиот себе и да пробаш. Са фоллоуап нова за крај. Уште еден крај на крајот. Уште еден крај, секогаш мора да има. Спомна неколку интересни работи. Значи, спомна менторирање, спомна дека треба да учиш и да се надградуваш и да напредуваш цело време. Како се во ова го инкорпорираш ти и еве на пример на Socialize имаше баш работилница на темава, што е тоа што те мотивира да го споделиш сето тоа што го знаеш со луѓето и што е тоа што на пример еве и на таа работилница го сподели со луѓето како концепт што треба да го имаат предвид за да работат оваа работа. Така. Леле, колку ми беше забавно. Јас кога се слушнав тогаш со вас, нели кога го организираа се тоа во Socialize, толку многу бев среќен и уште на телефон кажав sign me up, пошто многу сакам да зборам. Тоа ти го кажав и тебе за на подкастот. Не, обожавам да зборам, обожавам да споделувам мое мислење, мое знаење, затоа што тоа е од корист на луѓето. Верувам дека работи кои што сум ги кажал сега, можеби помогнале на некои луѓе да оформат некоја перцепција, можеби тебе. Исто и ти многу работи што кажам останаа со мене. Верувај ми, кога после ова и така си ги анализирам ја работите од после, знам дека од секој разговор може да извлечеш нешто и тоа е убавината во комуникацијата меѓу луѓето, особено кога сакаш да споделиш некое твое искуство и знаење. Сега, кога јас бев мал и кога почнав, имав 15 години, искрено немав на кога се подпрам технички, затоа што кога живееш така во мало село Балинци, сегаш ти го фалам селото, затоа што многу се сакам. Секогаш, од кај што доаѓаш е најбитно да даваш респект. Никој апсолутно никој не го правеше тоа што го правев јас. И толку им беше апстрактно, и толку им беше чудно, и некои луѓе го прифатија, некој не е нормално, дури моите родители беа сумнителни во тоа, беа што правиш дете. Но немав на кого да се подправам и малиот Александар немаше од кого да научи. Сакам да бидам првично тука за малиот Александар, кој што го немаше тоа, затоа што знам дека многу луѓе се сега како малиот Александар и немаат извор каде може тоа да го научат. Може би сега повеќе, затоа што нормално тогаш до сега има многу разлика, има многу курсови, такви работи. Да, ма нема од кого директно да го научат. Тоа е друго. И ти си гледал видеа и си учел од други, ама си учел виртуелно. Да. Друго е пепток, муабет, буст, еден на еден. Енергијата. Така, и е било странски пазар, искрено. Друго е кога, знаеш, некој нашки сподели за нашиот пазар нешто и сакам да бидам тој. Стварно, но многу ми убаво, но. Ти благодарам многу што беше дел од овој подкаст. Толку многу интересни муабети фативме. Јас намерно не ги црпам сите теми, пошто сакам со квалитетни луѓе да имаме и втор дел, и трет дел, и така натаму. Така да ќе те очекувам повторно да дојдеш во некоја друга прилика, особено ако имаш нешто со кое што ќе се пофалиш ако си пробал нешто во меѓувреме, така да fingers crossed, така да ако се биде како што треба, нареден пат ќе се фалиш тука и ќе кажеш како си поминал низ тоа патување, кое што сакаш во иднина да ти донесе нешто многу повеќе и нешто поинтересно и повозбудливо. Так, уште еднаш фала ти на поканата, многу ми беше убаво да зборувам со тебе. Верувам дека и на слушачите што гледаат ова или слушаат. И едва чекам повторно да зборуваме. Се надевам, со некои така побави новости.